Значи, денеска прво мојот колега Никола Панчевски ќе го презентира тоа што требаше да се сработи, а после тоа продолжуваме со испитните ликови. Бидете трпеливи и продолжуваме. Здраво на сите, значи како што кажа професорот, јас сум Никола, ваш колега на повеќето и иначе работам во Ски федерација, работам со младите категории. Од 16 години, долги години работам и како учител скијање, и тренер скијање, така да ги се потрудам што можам подобро да го пренесам и моето знаење и околу скијањето. Значи, ово предавање за нас е интересно од аспект на организацијата на ски надпревари во делот на секогаш се вклучуваат учителите скијање како работници, волонтери на превари. Дали се работи за светски првенства, дали се работи за олимписки игри, дали се работи за локални ски превари. Значи, секогаш се користат потребите на ски учителите. Исто така се користат потребите и во делот на судиската организација. Значи, пред организација, например, ке зборуваме за ФИС надпревар во Славон, кој ние го организираме секоја година во Ски федерација. Се прави план за надпреварите пред сезоната, значи се прави една табела кога кои надпревари се, дали во слалом, дали во велеслалом, дали во други дисциплини. Правиме финансиски план за тој надпревар, правиме за реализација. Значи човечки ресурси кои ни се потребни, значи број на суди, работна екипа, комуникација да има меѓу сите тие луѓе, значи маркетинг за настава, промоција, да се најдат спонзори, партнери кои ќе помогнат се до тоа да се реализира. И на крај имаме еден завршен план за целата за реализација на тој настав и финални подготовки кои се неколку дена пред самиот настав. Значи, по правила на Скијашка федерација, значи настан што се однесува од значи ски надпреварување може да организира или Национална ски федерација или ски клуб кој е член на Национална ски федерација. Значи, потребни работи кои треба да ги сноси организаторот се, значи осигурувањето, програма која треба да ја направи, која се состои од тоа што екипите прво мора да се пријават, мора да пратат мејл, да се сконтактираат, значи сите членови или обично се тоа тренери, главните тренери на екипите. Значи датум и место каде се одржува надпреварот, обично има слика од патеката, значи сите технички карактеристики на патеката, значи за каков вид на надпревар се работи, дали слалом, дали за велеслалом. Потоа стои точно место, значи каде се одржува тим кептенс митингот, значи во која просторија. И обично таму се случува издрвањето, значи издрвањето на надпреварувањето каде се договаруваат лице место бројчињата на надпреварувачите и наредниот ден се договара, значи кога ќе биде огледот на стазата, значи прво стазата се гледа, се прави оглед, тоа значи дека патеката значи само се обронува. Не сме никој да вози по таа патека, ќе биде дисквалификуван. И после тоа, кога е, например, ако е огледот од 8:30 до 9, до 9:30 кој е стартот, почнува по редоследот со кој е направено издрвањето да стартува патеката. И на крај останува, значи, доделата на наградите, кој претходно се знае кога ќе биде, обично тоа се случува некаде на крајот од надпреварувањето. Значи, ако е сабота и недела, тоа се случува во недела после прекатот, затоа што сите брза да додат дома. Значи, тоа е прилика на кратко, што е ова една финансиска конструкција која вас не ви интересира. Од прилика чисто да знаеме колку што би коштало. Ева, ако е интересно за вас, затоа што ние како Скијачка федерација имаме секогаш потреба од луѓе, посебно ентузијасти, добри скијачи, учители кои би се вклучиле како суди, како работна екипа, значи најчесто како суди, како работна екипа кои би помогнале за тој настав да се одржи. Значи, што представуваат суди? Значи, една трка, било каква трка, што дали се работи за слава, спуст, суспендија, кој на крај треба да реферира пред делегатот, ако има некој проблем. Значи, секој судија има свој картон и по претходни инструкции се знае својата задача. Значи, може да примети дали има некаква грешка, дали тој надпреварувач има направена грешка или не. Значи, мора да ги знае правилата на поставување стаза
како се поминуваат вратите и дали преварувачот јавно капи или не јавно капи. Значи многу често се случува да судијата не може да ја примети доколку да преварувачот јавно капи, посебно во слалом. Значи такви грешки се случуваат само во слалом, затоа што во други дисциплини во велен слалом спусти супер жија, доколку контролаше врата не смее да продолжи, мора да застане. Значи се случува многу често и доколку нема камера, а на локални надпревари, значи и во странство, освен ако не е светски клуб, европски клуб, олимпијада и така натаму, да има камери, да тогаш може да се зумира, да се враќа и да се Да, и имаше некои зборување некои киршер јава каква капи, ама тоа уште не беше. Сега тоа е тоа, значи тоа се јаки нации, големо лоби. Али во секој случај тоа е тука може да настане проблем и треба на крај да се реши со главниот судија. Значи затоа судиите треба да бидат одлучени и совесно да вршат својата работа. Што значи совесно? Пример, ако некоја трка кај нас и себе има да некој ваш пријател и тој пројде и на крај исклучи дека се случуваат циркузантски работи. Океј, да прејде на работна екипа се оние луѓе кои не ги гледаме на еден ски надпревар, значи многу од вас, вака што ја гледам, некои биле, сте присуствувале, сте помагале, или имате представа, некој може би прв пат се среќавате со ова што го зборувам сега. Значи работата екипа е она која е задолжена да спреми патеката и да работи за време на патеката, за време на трката. Значи обично кога се работи за големи натпреварувања, како например светски првенства, тогаш тука голема работа вршат волонтери, каде бројката е можеби преку 200. На последното светско првенство имаше преку 200 луѓе работна екипа, кои беа задолжени да ја оградат целата патека, значи да ја оградат целата патека со мрежи, заштитни мрежи, да се намести стартот, да се намести целта. Си доаѓа посебна екипа која го мери времето, тие се грижат само за мерење време, драги може да ви кажат тоа искусено таа работа. И значи тие луѓе има доста луѓе кои се обручени, кои само обрнуваат патеката. Значи они се поделени, пример, ако е светско првенство, 10 луѓе се една екипа обручили со еден шеф, друга екипа и тие цело време кружат. Тие се еден дел, еден сегмент од преварувањето од работната екипа. Друг дел се, значи луѓе кои кружат само со бушилки, кои се само со бушилки кои ја поправаат стазата. Ова најчесто се случува во слалом, бидејќи во слалом се случува дека пилите паѓаат, се кршат и морат често да се менуваат. Што не е случај за други дисциплини. Се виделе на пример и во други дисциплини кога некој ќе влета во нека врата, ќе растори вратата, да мора да влета некоја страна да намести така како што била и да продолжи натпреварување. Значи од прилика таа би била вашата работа во иднина, доколку би се нашле вие како дел од единодски натпреварување. Ова е слика од Шлабник, Ноќен слалом. Мислам дека едно најпосетни скрпи, околу 50.000 луѓе ја гледаат тркава. Ова е еден дел од организација на надпревари кој ние не го практикуваме, немаме услови, но се практикува во доста држави. Ова се вика балканирање на стаза или инжектирање на стазата, каде претходно се работи зависно од условите, значи прво ја отвара стазата со ратрак, во некои случаи доколку нема томони ја прскаат со хидран, па се чека временските услови влага, па се затвара стазата за стазата да биде тврда и заледена. Значи стазите буквално се заледени. Значи има случаи каде буквално е чист лед. Значи трките што се од светски куп, посебно спуст, супер чист, се буквално лед. Нема да дозволат да се одржи натпреварот доколку не е патеката тврда. Значи бидејќи тие ски се правени само за тие услови и може доколку е помеко е опасно за самите натпреварувачи, они самите се бунат и се дава протест. Доколку мене сме случајно на надпревар да они дават протест дека не сака да стартуваат доколку не се променат условите на патеката бидејќи е опасно. Значи ова е еден начин на инжектирање на органирање, ова е друг начин. Ова е гледате се закачува на ратрак и има одека како сондички, како дисички кои шпицуваат вътре во снегот. И некаде ми доаѓа околу 60 сантима е тоа некаде лед испод. И не може да се организира европски куп, светски куп, олимпијада или светско првенство без да се направи ова. И вештачки се. Значи, нема многу да ве оптеретувам, чисто некои технички карактеристики, значи надморска височина, колку треба да биде од старт до цел, значи за машка стаза
Зимски олимписки игри, светски клуб, значи некаде од 180 до 220 метри за надпревари ФИС, кои што ги организираме и ние се од 140 до 220 метри, за женска стаза од 140 до 220, за ФИС надпревари од 120 до 200 и за категорија деца у 16 до 14, кои исто така го организираме и Југославска федерација од 100 до 160 метри. Разлика во надморска висина? Разлика во надморска висина од старт до цел. Значи мора да биде таа надморска висина за да таа патика биде хомологирана и има дозвола да организира една трка. Значи ако сакате да имате да организирате светски куп и да конкурирате, мора да имате таа надморска висина патека. Например, ние нас во Македонија се хомологирани патеките Целипашина и Мавровската стаза Ермосе. Само тука може да се организира ФИС надпревар. Значи, ова вака нешто ова е некоја техничка карактеристика за славно која е за суди. Значи, ова е интересно, например, значи, вертикалната комбинација, сега не знам колку може да ми инкалфирате. Горните капии, значи, мора да бидат во растојание од 4 до 6 метри, а другите капии се негде од 6 до 13 метри. Значи, тој е од минимум до максимум. Значи, тој што поставува стазата, не сме да постои помалку од 6 метри или повеќе од 13 метри. Значи, растојанието на оние капии кои се плави црвена, кои се во бенде, во вертикала, мора да бидат измеѓу од 0,7 до 1 метар. Значи, не сме да бидат, затоа што доаѓа контрола, ги проверува вратите и мора да бидат права линија. И тогаш може да се случи да некој друг прата да ја премести стазата затоа што не е во ред или да се прешети. Ова е исто така, значи исто сега од пред неколку години решиле single gate, што значи single gate, значи нема више две врати како порано. Поставам, значи само се поставуваат две врати на првата капија и на последната капија, се останати капии се по една. И освен каде што има например вертикала или пролаз, се става уште една капија од страна за да се знае дека таа е банана, дека тука има некој променен ритам, дали е банана, дали е двојна вертикала, дали е единична вертикала. Значи само во тој момент, во тој случај се става уште една врата од страна. Зошто се примена single gate? Како? Зошто се примена? Па затоа што немаше мислам дека поента ова друго. Мислам дека е заради тоа, затоа што превише капи мислам дека е заради тоа. Што публика и да направуваш? Да. Не, за публика го направи, на крај ќе збориме паралелно стално, мислам дека највише го направи за публика. Ова е листото за ведеслалом, значи капијата мора да се помине измеѓу двете плави капии. Значи гледате пишува ова, ведеслалом супер G спуст. Значи мора да помине низ средината. Ова е исто за паралел, значи плава, црвена, па плава. Не сме да се помине во друг редослед капијата. Добро, за ведеслалом е малце поедноставно. Има ли разлика кога се така единично поставени капии? Дали се направи од лево или од десна страна? Па има разлика, да. Значи само од една страна иде линијата. А која ќе се фати дали лева плавата, десна црвената има правилно некој? Како мислиш лево плава? Това е прво. Аха, да, се знае. Затоа што претходно тоа што ви кажа се прави оглед на патеката. Значи патеката е поставена, еве ова е сликно за оглед, светско првенство, Сент Мориц. Ова е Лидија беше тука негде на овој оглед. Лидија може да стигне рака. Значи гледате како сега како да го само ова. Гледате како на оглед, например, поставени се две врати кои не смееш да поминеш. Значи кога се прави оглед, они намерно тука го заштитиле да не смееш да поминеш кај таа врата, затоа што ако поминат тренерот има околу 100 луѓе на старт, или 100 тренери, да се 200 луѓе. Тука ќе се направи дупка. Значи они тоа го прават мерки на предпазливост доколку временските услови не го дозволуваат. Дали обично на големи надпреварувања тоа секогаш се случува да не смееш да поминеш близко до капијата, може да ти се лекуваат. И цело време има некој човек на патеката кој од ФИС, од Интернационалната федерација, вика и дава предупредување да не се води близко до капијата. Значи целта на огледот е да се види патеката како е поставена, да секој надпреварувач направи во својата глава некоја најдобра линија на скијање и кога ќе дојде на старт да го извози тоа. Бидејќи оваа патека е прв пат се поставува тренер на жребање, никој претходно не ја возел и тогаш значи се вози. Освен спустот. Спустот има значи 3 тренинга, али ние никад не сме учествувале на спустот тоа. Еве, спустот значи висинската разлика е многу поголема.
Значи, секогаш се користат 4 капи, значи 2 има овде, на 8 метра мора да биде минимална ширина со 2 тамо, кои најчесто се некоја боја која е силна, црвена или портокалова, некоја флуоресцентна боја. Значи, мора да е минимум 8 метри, кој што кажам, значи патеката мора да биде 30 метри широка, минимум 30 метри широка. Тука има 3 дена официјален тренинг на истата патека. Патеката не смее да ја поставува никој, значи посебно кога на големи натпреварување доаѓа специјално лице, човек од ФИС, која поставува таа патека, на која се внимава многу како е поставена, значи мора да се внимава на правилното на движење, мора да се внимава на пред секој теренски скок да има успорување и правилот каде ќе го дофрли теренскиот скок да биде во некоја права линија, да не биде во кривина, затоа што е тоа многу опасно и затоа што скоковите се од некаде на некои стази од 30 до 50 метра. Тоа е страшно, мислам, изгледа брзо и опасно и затоа мора да се внимава на сите тие аспекти. Исто така мрежите мора да има 3 до 5 мрежи кои се поставени, како се поставени, таа мрежа амортизира колку да е удар. На секој тренинг и на секој натпреварување има брза помош, значи дали се работи за спут, за слалом. Исто така има хеликоптер на располагање. Се користи жолто знаме, што значи жолто знаме доколку некој излета или се случи некој проблем на патеката, значи ако веќе стартувал нареден натпреварувач, ако види жолто знаме, значи мора да застане, тоа има рестарт. И значи во спустот има само едно возење, нема две возења како што е во другите дисциплини. Паралел фаунот е една значи нова дисциплина која се користи за цел да се популаризира алпското скијање. И обично ја прават и на платформи, го правят во Москва, го правят не знам во Копенхаген. Значи, како што пишува, значи мора да има околу 15 на зало и должината на патеката 120 метри, значи мора да биде видливо од сите точки. Значи, сите да може да го идат и на старт и на цел, се користи рампа, се стартува од рампа. Во исто време, значи, мора да биде патеката ист нагиб, значи да не биде црвената побрзо од плавата, значи да биде горе-доле, не горе-доле, туку да биде баш иста. Поставката е иста. И се препорачува, значи, само еден скок, дури некаде и нема скок. Значи, отприлика, да, слика од база става, што се умеш. Тоа е тоа кратко за организација на натпреварите, доколку имате прашања, може да прашате што ви интересира. Имаме сега да опрема. Значи, така зборуваме малку за скил опрема, ние како идни инструктори по скијање, учители по скијање. Мислам дека треба да бидете доста искусни во изборот на опрема, како за вас, така и во изборот на опрема за вашата клиентела, бидејќи ќе ви се јавуваат доста од нив да распрашуваат како опрема да купам, па сакам вакви ски, па сакам вакви кондори, како опрема кога за моето дете и така натака. Значи, јас нешто пробам се обидов да напишам по опрема скијање, бидејќи се работи за многу голема тема и многу интересна тема која нема да кажеме шаблон, значи не може да кажеме тие се идеални ски за мене или тие се идеални ски за вас, значи мора да постои некој баланс. Значи идеална висина за почетник за скијање е некаде да видат скиите измеѓу брада и нос, во висина на уста, значи. Зашто така? Затоа што се пократки скиите, тоа се е полесно за управување, што се подолги се потешко за управување, затоа и на почетниците им се препорачуваат, значи, пократки скии.
Важна е флексибилноста на скиите, значи да бидат савитливи, значи кога пати да вака скиите да бидат малку савитливи, бидејќи што се посавитливи, тоа ќе бидат и полесни за управување. Што се по-тешки, се по-тврди скии, и се подобри за вас. Значи везовите се еден сигурен механизам, знаете и што се везови, која присуствува скијата за кондурата. Значи, во денешно време тие се купуваат заедно со скиите. Значи, порано беше посебно, па можеше да се прават комбинациите, не се тоа не постои, значи кога купувате нови скии, се дајат комплект. Значи, за кондурите, мислам дека треба да се обрне највеќе внимание. И да треба да обратиме внимание на типот, значи, кој ни одговара. Значи, за почетниците секогаш треба да се користат помеки кондури, значи со Flex 50, 60, 70, затоа што тие се повише полесно се виткаат. И они можат полесно да го демонстрираат тоа што вие ќе му го покажат. Значи, кога ќе се искомбинира, значи таква скија со таква кондура, самото учење ќе биде многу полесно. Штаповите се бираат, значи, спрема нашата висина. Најправилно се мери, значи, кога сме качени на ски кондурите, кога ќе свртиме штаповите, значи, обратно, и кога ги држиме под хрпите, како да ги кажем, Тркалца, да. Значи, тогаш знаете отприлика дека тие се најдобра висина. Од останата опрема знаете, се што треба да имате, значи, наочари, кацига, ракавици, панталони, се што ви е потребно. Сега ова се совети кои препорачувам да ми ги давате на вашите клиенти, значи, доколку скија, значи, помалку 10 дена од годината најдобре да изнемуваат опрема, значи, немаат потреба и трошоци за одржување, не треба да ја носат некаде, но доколку се големи љубители на скијањето, да најдобре да имаат своја опрема. Значи, околу одржување на опремата, значи, опремата се одржува со алат кој е наменет само за сервисирање на ски опрема, значи на ски и на сноуборд. Значи, најдобре е да ги сервисирате скиите секогаш пред сезоната и тие да бидат и во текот на сезоната, значи неколку пати. Треба цело време да се контролираат, да се пушти, цело време да се прават. Значи, да се наострат работите на скиите кантовите, да се подмачкаат, значи, долната површина со специјална мажа и стално да се проверуваат везовите. Значи, ја ви препорачувам дури на крај на сезона скоро да ги одбавите везовите на нула, затоа што внатре тоа е амортизер и стално е обтегнат. И тоа седи обтегнато, пример, во лето кој се загараже. Најдобро обавите ги, кога дојде сезона, пак наместете си ги на вашата килажа, која што мислите дека е добро. Доколку немате опрема, значи за правење алат за правење ски, најдобро е да ги правите во ски сервис. Значи во некој сервис каде што знаат да ги прават скиите. Значи, пишува тука дека материјалите кои се потребни се има шпакли, турпи, ситни, груби, фини, полиестерски стапчиња тие се заполнени, доколку се направат дупки, посебно се прават дупки на шведски центри, на мала, на шапка, по камењи, така натаму. Значи, новите скии исто така да знаете, да ги советувате луѓето и вие да знаете, значи треба да се прави сервис на новата скија. Зашто? Затоа што новата скија доаѓа со некој рамок кој е фабрички. Тоа е некаде 89-90 степени, но таа делува оштра, таа не е формирана скија. Затоа што излегува фабрика, а најчесто тие скии што ги купуваат, што се во широко употреба, тие се правени машински. Тие се ставени на машина, предени мора да се напрејават. Значи, ја препорачувам авлот да биде некаде 88 или 87, ако сте подобри скијачки, 87. Ако се почетници, некаде 88. Не разбирате? Значи, авлот на оштрење, што ти Кој е влијанието на авлот? Ева, значи, влијанието на авлот да следот тие, сега ти додам паралела, значи, што е поголем авлот, тоа е по-агресивна скија. Значи, светски куп некаде некој би возат 86 авлот. Значи, тоа е агресивноста во завој, значи, колку повеќе он може да направи околу колената и стапалата во завој. Значи, толку повеќе го држи скијата. Значи, ние некаде возиме 87 авлот. Значи, за некој што е уште послаб скијач 88. Значи, 88 е некој да речеме аматерски. Да, тоа добро, и добри скијачи возат 88, солидно. Ама е да речеме, ја конкретно возам 87. Значи, оддоле ми е рамно, може од оздола да биде 0,5, ако биде и од оздола рамно кој да стане на Тоа нешто како се усогласуваат тие рамени 0,5 има под 1, под 2, под 3 ги одбележуваат како
Не, има специјално алаче кое е само за пишување на алачето дека е на кој степен соштарски. На него се стават турбијата и соштар. У основа тоа е односот меѓу вертикалата и долната ивица. Сега што поише го намалува шагалот, значи 89, 88, 87, толку скијата повеќе ти дозволи да ја навалиш пред да фати агол. Што можам да најдам и вертикалниот агол му дава некој степен на Тие мислам дека 0,5 доаѓаат и дека нема, тоа е оној фактички кој се сврти скијата на рамно и тогаш се оштри. И сега може да го вртат од страна, ама мислам дека тоа И од страна, значи скиите се прават и која не разбираш која е хоризонтална скијата и тука се формирава. Значи тука може да биде 0,5, 1,05 на брзите дисциплини некаде ги прават, значи горе 0,5, средина единица, позади 0,5. Тоа го прават за скијата повеќе врти. Значи кога е по таков агол, там многу полеско врти него кога нема. ама со нормална употреба мислам дека и 0 е. Нормално потреба, значи немате со тоа да се опретува. Значи за паметите, повеќе скијачи за 87, али сега тоа Сврте некој крстино за тоа е да се проба на стег. Тоа е Сега да го пробаш да видиш дали ти одговара па на јоштиш. Омек снег, алиот снег. Ако пришаш да се скијаш на тврд снег, препорачливо е да ти биде оштра скија. Тврдо и заледен, препорачливо. Значи 4,05 еден одгоре најдобро. Али нешто прашува некој. Вертикалниот од работи се опити така. Да, значи да, постои скија да вака. Е, си супер праш. Па тоа зависи од што ги уште скиите. Моето искуство за колку се работа за машина, некој сервис што има квалитетна машина, има многу што. Затоа што машината, дури машината и помалку, повеќе. Прилика преку 30 ношто има. Сега да кажеш дека машината буиш помалку зима од Помалку порачната? зима и повеќе уште, по-прецизно ги уште и по-уште се ски. Абе, зависи ако ти јак на канто, Вертикална турбија на его. решил ја толку пати. Има на пример некој рачно што ги уште скиите, значи се случувало да ги уништи скиите за неколку месеци од такмичарија. Значи он дрља, не проверува и Едно ти е Мартин Мартиновски на това. Најашка скија треба Он си мијаше кантори за така. Он одле поише топ шит, за да може поја како да... колку како мислиш колку нема да се оштети камера? Значи Може да се потроши. види, тоа е не можеш да го потрошиш, значи колку што ги користиш не можеш 50 пати да ги носиш скиите. Ти ги смениш од тогаш 50 пати. 170 пати и нема кан. За мало се Не скија. скиеме ние на ски без кантови. Не така, тој бенефит. дека требало тако, не знам, тежко инвестират на секундите да се наместат или Значи вака позволите, тој стои притисокот, којето скијачко трајање и како притисок ствараш во залот. Значи не, лажат има влијание, но највеќе е тоа што како ти се скијаш. Значи ти имаш бидеш 60 кила, а имаш многу силен завод да мора да ги поместиш скиите на 10 на 11. Добро, збориме за почетници. Не, за почетници на минимал. Значи на минимал. Има таму не Зашто знам. да имаме на почетници? Тежина од 90 килограми, веројатно Да, на седмица, на 6. Ајде сега тоа многу интересно прашање. Порано и во книгите што зборуваат за наука во скијањето, јачината на која ќе се намести везот за да биде сигурен, зашто премногу стегнат вез е опасен, колку што е многу лава вез опасен. Се правеше метка за бикондијален распон. Еден шублер овде и према ширината на подколеницата на коската се одредуваше колку ќе се определи. Тоа беше идеално. Ама пошто е се бизнис и нема време за таква работа и сега имате на везовите златна зона. Обично, таа златна зона е сигурносната зона, да кажеме меѓу 2 и 3, меѓу 1 и 3, зависно од тоа колку се силни везовите. Например,
Никола кажа, супер, све што кажа, меѓутоа, и везовите и скиите треба да одговараат на скијачкото знаење на човек. Бадијала ми е мене да ми дадете ски Атомик, која е камен тврда, зашто е Атомик е марка, така? А јас сум чутук. Немам фајде, не можам да ја деформирам скијата, да добијам тоа што треба да се добие за да можам да ги водам скиите и да уживам. Значи, трчањето по марки е погрешна работа, особено кај почетници. Исто со рекетите за тенис. Вие му купувате професионален рекет за човеков прв пат гледа уживо рекет, со ваков игра надал. Не. Значи, опремата треба да ја прилагодена на знаењето, тоа е основно. Океј, значи, значи, исто така ви препорачувам, значи, на крајот на сезоната опремата да се заштити, да се изчисти, значи, се со цел да ја задржите подолго време, посебно доколку се работи за нова опрема, значи имате јасно, значи, бедовите да се подмачкаат, скиите, ако може да се намачкаат и се остават намачкани, да се прибришуваат после секој ски, да паќаат рали и корозија кам тоа. Ево, ако сега околу ски кондорите, ова е за мене најинтересниот дел, значи, бидејќи си мислам дека најбитниот дел од ски опремата. Значи, кога се купувате ски кондори за вас или кога давате совет, значи, најбитна е удобноста и тие даваат, значи, контролата на ски. Првиот услов за удобност е точен број на кондори. Значи, стопалото мора да е фиксирано, да нема луфта. Значи, таму се оставя луфта во работници. Значи, само прстите е доволно да може да ги свиткате и да ги вратите. Да се движат. Ова се однесува, значи, на петата. Значи, кога ги затегнете кондорите, петата не сме да се дига нагоре. Значи, кондората треба да биде пасен. Тогаш ќе се добри кондорите. Значи, огромен број на скијачи, кажувам огромен, 80%, сигурно има многу од вас кои скијаат со поголем број на кондори. Дори тој број е 3 пати поголем, кога го пишано. Значи, буквално плива, значи, буквално кога ќе пробаат да ги стават кондорите напред, им се дигаат петите и ногата внатре им шет. Тоа е многу опасно. Значи, може да дојде до повреда и нема значи нема адекватен однос, нема пренос на движењето во кондурата на скијата. Тоа се случува, значи, заради следното. Кога сме ги купиле, биле окей, значи, кондурите, но со време лошката попушти ногата шет. Друга работа, кога купуваме кондури за скијање, најдобро е прво да извадиме лошката, сега поново секаде има ќе ви измерат стапалото милиметри, ќе ви дадат која е кондура, дури некаде има ќе ти го стават, ти стават стапалата на компјутер, па ти кажуваат тебе ти одговара хет, ти одговара нордика, ти одговара блицар и така натаму. Значи, но со време да чувошката попушти новата шепа. Друга работа кај почетници посебно или некој кој доаѓа прв пат да купува кондури, он влегува ги пробува кондурите и те го стега. И вика леле, овие ми се мали. Дај ми поголем број. Му дава поголем број и леле, овие ми се мали. Значи, и тогаш доаѓа до тој момент се случува да купуваат и по 3 броја поголем кондури. Да, се има случувано, мене ми се случува милион пати. Да, кога ќе ги совлечат кондурите, вика не е ова можно, ја немам таков осет. Он мисли дека кондурите ми се мали. Значи, тоа е ваш совет, да на вас полесно е да утре со вашите клиенти. Значи, околу флекс индексот на кондурите е бројот на кој укажува на отпорноста на кондурите за свиткување на напред. Значи, црстината на кондурите. Како е флексот поголем, така е кондурата по-тврда. Кондурите со мал флекс, значи индекс од 50 до 70 за почетници, а тие што се од 100 пора повеќе се дизајнирани за поискусни скијачи, значи да се запомени, значи секој производител има своја скала на флекс индекс. Затоа десите кондури, значи со истиот флекс е со исто тврди. Има разлика од модел модел. Што значи тоа? Значи 130 флекс на некоја рейс кондура е многу различно од 130 флекс на некоја all-round кондура. Разбирате паралелата. Значи таа со 130 флекс all-round или freeride ќе биде помека од таа што е локална под рейс. Значи ова се некои кондури кои се некаде околу 130 флекс, кои најчесто ги користат учители по скење, намерно извадив ги бадев слики, чисто да имате представа кои кондури се, да речеме, и удобни и добри за демонстрација на вежба. А флексот е некаде 120 од 130. Од 110 до 130. 110, 120 или 130. Али пак е тоа индивидуално, знаеш, пак е тоа...
Тоа што кажа професорот, значи дојдовме на таа тема, значи мора да си признаеме сами на себе, значи кој е прво нашето скијачко знаење и каде планираме да скијаме. Значи дали планираме да скијаме во уредени патеки, дали планираме да скијаме во длабок снег, дали планираме во сноупарк, дали планираме да учиме дете возрастен и колкавате женево. Значи тоа, значи за уредени патеки се продаваат едни ски. За длабок снег имаме други ски, за сноупарк имаме трети ски, така натака. За деца имаме четврти ски. Значи, битно е тоа да се разграничи, бидејќи нема универзални ски. Значи, доколку сакате да скијате длабок снег, мора да купите ски за длабок снег. Доколку сакате да скијате во уредени патеки, треба да купите ски за уредени патеки. Постојат некои ски што се ни таму ни вамо, а мислам дека тие се такви се однесуваат на снег, ни таму ни вамо. Барем според моето искуство. Значи, ова се некои балдерски, гледате, тука има некоја рокер технологија, која е новитет. И за оние кои не се толку добри скијачи, да може полесно да излегуваат од длабокиот снег. Ова се некои ресински. Ова се ресинг подбори. Тоа е тоа, на кратко изопремо, имате прашања. Да свршим меѓу горниот дел, значи радиусот, горе на карбингот, средина, опашка, На ширина, помеѓу ски. не е тука. 12 нели има, Види, радиусот 11-15 ски. имаш ски со различен радиус, имаш ски со променет радиус. Значи, в денешно време има, не знам, не можам да ги пратам, например, ски, можам да изборам да ресим од ски, некаде славам ски деди се со 13 метра радиус, 165 висина, и сите што скија славам мора да имаат висина 165 метри. Регулирано се прави. Да, регулирано се прави, и да си 25 високи мора да има 165, значи ти има некаде 13 метра радиус. Да се имаш и ски кои се измеѓу радиус, кои се од 15 до 18, така, 17, 20, 30, 170, 75 висина. Пак ќе ти кажам, тоа е све индивидуално. Не знам кај што стои, например, разликата помеѓу дали се донесува. Да. По принцип, што е помал радиусот, што е полесно да речува имаш на колениците, ако ги притиснеш много. Затоа што ќе направи помал радиус, односно помал кој ќе направи, и оптоврувањето на колениците поради твојата инерција на телото ќе биде поголемо. Види, сакаш да прашаш какви ски да одбереш за себе или не се... Општо да ми обясниш, кој е карбин скијат на друга, кој е 13 доле, колку се дуне со... Види, не знам точно како се димензиите на ски, значи треба да отворам, значи не ги знам на памет. Ама сите ски да дадеш време се кажа. Пишува позади радиусот си. Пишува на сите Да, радиуси. или не е тоа. На секоја ски имаш која ти е ширината напред, Средина и опашка. и позади. И доле пишува колку метра ти е радиус на вртење. Али најдобри ски, јас за такви ски ми си 100 добра, на мене ми се 165. Значи, радиусот е тој 13 метри, можам да маневрирам како сакам. Слаломска е. Па тоа е некаде слаломска, да. Јас сум 180. Сега има некои пример учители возат 175. Значи, по правилно нештото, тоа стана биле порано. Најдобро е да се демонстрира, добри демонстратори демонстрираат со ски од 171 до 175. Тоа што тој момент, он кога демонстрира движењето, мора да ја притисне скијата за задата. Ти на 160 ски само да ја притиснеш таа само да врти. А на 175 можеш малку да се помачиш и тој момент ти мора да го направиш движењето, тоа што се види правилно движењето, како треба да се одработи тој елемент. Врска со ски ми се сега дека кажа ти за различни различни ски. Знаеме за овие преводувачи вичиња што такмичари кои сите си имаат за слалом ски, за живе слалом. Да. Него за рекреативци се. Тие што се можеме ние да се окарактеризираме таа група, што скијаме малку подобро, или треба да имаме припараски. Види, Или не мораш да ми прашува какви ски да купи, дали да купи слалом, велеслалом, all-round. така, значи не можеш да имаш три пара ски, ја имам ски, ја немам. Добре, знаеш дека точно, така, ја имам, например, патеки за трка на 5 км, имам за полумаратон, едни ми се за 20 трчање, едни ми се за маратон, имам 10 пара патеки. Значи вака, Ама сум рекреативен. да, ја исто, например, имам едни ски, тие што ми се слаломски ски што ги возам, ја тие ги возам и од длабок снег. Значи, со тие скијам себе, all-round ски. И мене тие ски ми се супер. Значи, ја го кажам да спектото, јас што сум тестирал ски лично,
Су пробал all mountain ski, значи со некоја ширина која не е ни лопата за плавство, не е ни слаломска, нешто измеѓу, бе пробал да ја возам на нормална патека, на ставкана патека. Значи таа скија никако не се помеше. Значи таа скија се продава и се рекламира, тој е маркетинг клип. Таа можеш да ја водиш и ван стази, можеш да ја водиш и на стази. Уствари кога ќе ја пробаш, не можеш ни таму да водиш и таму да водиш. Тоа ми е Една предно. најдобрата за почетниците. Која? Не. Не, лажна слика. За нас како учители не За вас како учители најдобре е некоја варијанта на туристичка рескија. Или една класа по тоа. Туристичка рескија. Мислам дека имаш такви скија. Сега така го пријачено приз. Да, за почетници ски се било какви ски, значи само да не бидат оние од 94-91 година. Значи било какви ски од воздо брада кои имаат значи нормално карп радиус. Него ќе отидеш до рајца кој да прашува како скијаш, така? Они не знаат што е ски. Така што скијаш, слава само те збунува. Најдобро е да можеш да ги тестираш ски. Значи најдобро е има некој тест на ски, да ги пробаш, повише модели, и да речеш, овие се за мене си купуваш. Или во рентал, идеш во рентал. Само два ќе нас на центри венера во идеш примерно Австрија, и викаш дај ми моделот од Atomic, тој модел, он ти го дава, ти го пробуваш, викаш ова е добро, идеш ти купуваш. Значи тоа е поентата на рентањето ски, највише. Они со клиенти со какви ски скијаш. Јас Не со надпреварувачи, чисто Ја имаш тогаш Fisher RC4, оние што се такмичарски модел, али комерцијални. Нешто се ерде, нешто се овие 165. Слава, да. Дека спомнавме рентање на ски. Овие ските што се за рентање обично имаат демо вежа. Тоа е колку е разликата од перформанс, демове и обичните си, дали го имаш? Затоа што нели двете мрзаат и Тие везови се направени за побрзо да може тој што работи у рента да функционира, затоа што он доаѓа, сега кој доаѓаш и знаеш жмениски, значи ќе рисовалате, па се земете подориски, па ќе рисовалате и така натаму. Како напредувате со вашето скијачко знаење, така мора да ги не дајаме имате опрема. Мислам дека тоа оди заеднички. Може би интересно да слушате и лева десна скија сега што. Амфибија. Чисто така информативно. За Амфибија. Остави Равник. Тече и другиот. А ја можам. Не е проблем тоа. Ако не, они слушна неверојатно, амфибија има нови ски во кои што се дефинира што е лева, што е десна. Тоа порано како Имаше лева десна ски. Постои ли лева и десна ски? У денешница еме Елан има извадено последниве години такви ски. Кога ги прашав таму продавачите во Љубљана кои излегува со ски, те викаат разликата е во Никола што кажа во степенот на аголот на кантирањето. Значи различно е што е внатрешен кант, што е надворешен кант на ски. Тоа е чисто така информативно да знаете. Имам постои веќе 7-8 години. Знам ски да Ја имам амфибија од пред 7 години, кај нас се инвестирајте Да ги научат. Наше сингл чекер да ги толеруваат например аголот за така го точат едниот сагол и другиот сагол. Тоа е разлика меѓу лево и десно и малку има разлика у нагибот, значи у предниот дом на скијата некоја деформација има на едната и на другата страна. Сега да те прашам малку за ово стукнавме за подесувањето на везовите за нашите клиенти. Тие бројки таму што се даени, што символизираат као бројки, дали се пута 10 килограми и која е препораката во однос на пример за децата прашам конкретно, колку под тежината на детето треба да биде. Види, ако е некаде 50 килограми, препорачливо да ги ставиш на 3. Па ќе пробаш, ќе видиш, значи пак е тоа, значи мора да се проба. Значи не можеш да го погодиш, не можеш да го погодиш лошо. има нека песна која